Зајакнување на комуникацијата и соработката меѓу народниот правобранител и локалните самоуправи. На тој начин ќе може да се надминуваат проблемите на граѓаните од една страна чии права се прекршени, но и да се детектираат законските слабости и пречки во функционирањето на општините. Ова е пораката што ја упати Иџет Мемети од Струмица на трибината за заштита на правата на граѓаните. Со добра комуникација секако дека можеме и на граѓаните да им ги доближиме законите и повеќе да ги информираме нив за нивните права, како можат да ги остваруваат, а од друга страна, со тоа што почесто ќе комуницираме, ќе можеме без никакви проблеми да ги слушнеме и проблемите што ги има локалната самоуправа по однос на поставеноста на системот, по однос на децентрализација на надлежностите, каде што ние како институција, ако сметаме дека одредени сегменти слабо функционираат, можеме со наши општи препораки преку утврдување на мерки во собрание да им помогнеме. Градоначалникот на Струмица Костјаневски истакна дека потребна е континуирана комуникација и соработка со народниот правобранител, бидејќи заеднички именител на двете институции се граѓаните. Има навистина доста преставки од доменот на локалната самоуправа, има преставки кои што одат на адреса на локалната самоуправа, а не се во нејни домен. Очигледно заклучивме дека едукацијата на луѓето, на нашите сограѓани, кампањата околу тоа, околу улогата на народниот правобранител, сознанието треба да се поработи на таа проблематика, иако податоците зборуваат дека вакви представки на некој начин се похрабро и послободно се доставуваат, што значи дека луѓето се повеќе и повеќе се информирани за своите права. Оваа година до народниот правобранител стасани се околу 3100 представки. Во 1100 случаи констатирани се прекршување на правата на граѓаните, од кои 90% се решени во нивна корист. На ниво на државата најмногу представки има на работата на судската власт, но и правата од работен однос, социјалните и потрошувачките права. На локално ниво најчести прекршувања се констатирани во делот на урбанизмот.